Во студиото разговарам со мојот гостин Глигор Михаиловски, председател на Асоциацијата за менеджмент консалтинг МК 2000. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Господине Михаиловски, која е улогата на Асоциацијата за менеджмент и консалтинг во развој на институциите и компаниите во Македонија? Асоциацијата за менеджмент консалтинг МК 2000 постои веќе 26 години и незината основна мисија е да ги мрежува менеджмент консултантките и консултантите од земјата со цел тие да ги подобрат своите консултантски услуги во работа со јавниот, со приватниот и со граѓанскиот сектор. Втората мисија која што ја постигнуваме преку оваа асоциација е воспоставување на стандардизирани консултантски услуги, како што е нашиот единствен сертифициран менеджмент консултант стандард, франшиза која што единствено МК 2000 ја има во земјата, и тој е стандард кој што постои од 1967 година и речиси половина од нашите консултанти го поседуваат моментално. Тој сертификат кој што се обновува на секои 3 години и покажува дека менеджмент консултантот работи на едно највисоко квалитетно и етичко ниво. И последната трета мисија на нашата организација е застапување и лобирање, работа заедно со приватниот сектор, со представниците на коморите, организациите на работодавците, но и јавниот сектор, институциите кои што се дел од нашиот систем, преку заеднички проекти, како што е последниот проект кој што МК 2000 го работи со општина Центар за подобрување на улогата на социјалните иновации во секојдневието на младите луѓе. Денеска многу се зборува за иновации и трансформација. Во услови на брзи технолошки промени, организациите се повеќе имаат потреба од стручна поддршка во адаптација, трансформација, но и носење одржливи одлуки. Колку се тие важни и за локалниот економски развој? Тие се од голема важност и се неодминливи не само за организациите од приватниот сектор, туку и од јавниот сектор. Сведоци сме дека и со зголемувањето на сајбер криминалот, нашите институции од системот мора да работат на подобра заштита, зголемена дигитализација, и ние следејќи го тој тренд веќе работиме како МК 2000 на воспоставување на нова дигитална платформа на нашите членови менеджмент консултантки и консултанти, преку која ќе можеме да ги истакнеме нашите услуги и при тоа да ја зголемиме заштитата на нашите клиенти. Она што сакам да го истакнам тука е дека и нашите членови се дел од IT секторот, имаме повеќе консултанти од областа на дигиталната трансформација, кои што работат катадневно со представниците од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, како да ги подобрат овие процеси во самите компании и ентитети. Но тука би го истакнал моментот на вештачката интелигенција. Најновата анализа од консултантите во Велика Британија кажува дека 9 од 10 консултанти користат алатки од вештачката интелигенција. И токму ние, увидувајќи го тој податок, работиме во најскоро време ќе организираме една обука за користење на алатките од вештачката интелигенција за нашите консултанти кои понатаму ќе може да им помогнат на клиентите подобро да се прилагодат на овие нови времиња. Менеджмент консалтингот денеска не е само советодавна услуга, туку партнерство кое што поттикнува раст, конкурентност и организацијска отпорност. Дали македонските институции и компании имаат доволно капацитет, но и многу важно стручен кадар за подготовка на проекти за ЕУ фондовите? Така, различно е нивото на подготвеност и на отпорност на институциите, како од јавниот, така и од приватниот сектор, за прием на овие средства, за аплицирање за овие средства, знајќи ги строгите правила на Европската унија и на другите донатори. Но затоа охрабрени сме од тенденцијата на овие институции, предводниците на ИСТ да соработуваат со нас. Како консултанти, токму во прилогот кој што го видовме претходно ЕУ за општините, нашите консултанти беа вклучени во најмалку 3 од 8 општини кои што ги добија овие средства во делот на дигитализација, во делот на подобрување на управувањето со цврстиот отпад и во делот на реорганизација на урбаниот транспорт. Тука би ги споменал општините Велес, општината Аеродром и општината Тетово во тој дел. Така да ние сме спремни. Она што би сакал да го истакнеме дека очекуваме и уште поголема подадена рака од страна на институциите во системот со оглед на новите закони кои што се донесоа од Министерството за јавна администрација за меритокритет
во работењето во институциите. Сега ние им велиме на институциите, тогаш работете со квалитетни сертифицирани менеджмент консултанти да ви помогнеме во новата програма на Европската Унија Планот за раст на Западен Балкан, да имаме уште поголема рецепција и потрошувачка, би рекол, квалитетна на средствата кои што се одобрени. Така да еве уште еден апел до институциите, тука сме, сертифицирани сме, може да помогнеме институциите и од приватниот сектор да може да пристапат до тие средства кои што влијаат и на растот. Меѓутоа, во делот на локална самоуправа, навистина би ги пофалил институциите. Најнов пример, општина Ранковце е пред подпишување договор за меѓугранична соработка, програмата финансирана од Европска Унија преку ИПА меѓугранична соработка, со една помала општина од Република Косово, каде што ќе помогнеме на таа општина да добие средства за да може уште подобро да го уреди речното корито, за да не се случуваат поплави и загуби за земјоделците, кои што понатаму може да ги користат средствата од ИПАР. Така да голема честитка до општините, знаат што значи да се користат тие средства и тие секако придонесуваат за локалниот раст. Меѓутоа, многу важно прашање е колку се искористени можностите што ги нудат европските фондови за развој. И би сакала да ми кажете за какви проекти најмногу се користат средствата од Европската Унија. Европската Унија работи заедно со институциите од нашиот систем за да ги дефинира приоритетите кои што ги имаат различните групи на институции и организации. Да не забораваме, тука се и организациите од граѓанскиот сектор кои што помагаат во делот на развој на социјалната економија, културата и така натаму. Европската Унија ги поддржува долго планираните документи кои што Македонија ги подготвува во соработка со клучните засегнати страни, како што се тоа организациите на работодавците, синдикатите, земјоделците, граѓанските организации. Така да тоа е еден широк спектар каде што нашите институции и организации од приватниот и граѓанскиот сектор може да пристапат. Речи се може да се финансира секако, освен забранетите теми како оружје и фармацевтска индустрија, се друго може да биде предмет на апликација за да се присобера средства за да се направи одреден раст. Во делот на локалната самоуправа, знаете дека една општина има 11 ингеренции во кои што работи согласно законот за локалната самоуправа. Тука би сакал да изразам една благодарност до Министерството за локална самоуправа, веќе го објави ресурсниот локален центар со консултанти кои што ќе им помагаат на општините да работат на квалитетни пријави за мобилизација на фондови и тука би сакал една порака и до ресурсниот центар, до Министерот за локална самоуправа. Ние како Асоцијација за менеджмент консалтинг можеме и понатаму да помогнеме да ги подготвиме овие институции и од јавниот и од приватниот и граѓанскиот сектор да напишат квалитетни пријави и Македонија да стане лидер во регионот и пошироко за апсорпција на овие средства. Морам да истакнам дека консултантите имаат клучна улога во препознавање на можностите за иновации, оптимизација на процесите и воведување нови деловни модели. Па тука би сакала да истакнеме малку повеќе за важноста на соработката меѓу општините, бизнис секторот и консултантските организации за реализација на успешни проекти. Кои се најголемите предизвици со кои што се соочуваат засегнатите страни во овој процес? Да. Она што сме сите свесни, економската криза која што почна од 2009 година преку крахот на финансискиот банкарски сектор во Америка, дојде во Европа, понатаму ковид кризата, инфлаторните притисоци кои што се чувствуваат со војните кои што владеат во светот, секако ги засегаат не само државниот буџет, туку и буџетите за инвестиции во приватниот сектор и развојните проекти на граѓанските организации. Ние не сме имуни како консултанти, ги осеќаме, но она што може да го понудиме преку дигитализација, нашите консултанти работат доста на дигитализација и користење на алатки за вештачка интелигенција, може да го скратиме тој период на проценка на изработка на нови бизнис планови и иновации, кои што стартаповите, новите бизниси, нови воспоставените бизниси може да ги користат за еден нов процес на стабилизирање и унапредување на својата деловна дејност. Ние во рамките на нашата асоцијација пред речиси 3 години решивме да го прошириме составот на консултанти, така да сега броиме консултанти од стратешките области, од ИПАРТ, од енергетска ефикасност, од IT. Решивме едноставно да ги отвориме вратите за менеджмент консултантки и консултанти од
поширок круг на сфери кои што може да им помогнат на бизнисите. Го зголемивме бројот на жените во нашите управни и извршни органи. Јас сум горд што имаме извршен директор за прв пат жена, која што работи неуморно и токму по повод на меѓународниот ден на консултантите на 4 јуни ќе организира една убава дебата во комбинација со приватниот, со развојниот сектор и со консултантите на плоштад во еден простор каде што ќе може ве покануваме и вас да дојдете да видите како консултантите соработуваат со сите овие сектори. Так, она што е најважно да истакнем или народски кажано, парите од Европската унија да стигнат на вистинското место и да бидат искористени за вистински реални проекти кои што ќе овозможат нели подобрување на животот генерално во целото наше општество. Споменавте и претходно, но еве можете ли да издвоите позитивен пример на институција или општина која успешно искористила европски средства? Да. Тука би сакал да кажам општина Аеродром, која што навистина неуморно работеше со средствата од ЕУ за општините, да воспостави една нова свесност кај граѓаните за управување со цврст отпад, дека има повеќе кратно користење на тој цврст отпад кој што може да биде рециклиран или повторно употребен. Повторно со европски пари, со визијата на менеджментот на општината и со учество на наша консултантска куќа, тој проект заврши успешно. Тука би истакнал и општина Тетово, која што квалитетно го заврши процесот на дигитализација на своите услуги не само за домакинствата, за граѓаните, туку и за бизнис секторот, што многу ќе овозможи полесен пристап на тие услуги до граѓаните кои што живеат и во руралните средини во општина Тетово. Вака на кратко тие се некои од најновите информации кои што можам да ги споделам со вас. И значи наједноставно кажано, можности има, треба само на вистинскиот начин да се насочат компаниите, институциите кон пронаоѓање нели на соодветни проекти, можности за финансиски средства од Европската унија, да ги дадат потребните документи и да ги исполнат потребните услови кои што ги бара Европската унија и конечно да дојдат до потребните финансиски средства. Така е, МК 2000 редовно организира месечни состаноци кај што ги споделува овие информации. Заборавивме тука да ги наведеме и државните и приватните универзитети и факултети кои што исто така користат значителни средства заедно со организации од регионот и Европска унија, кои што има за цел подобрување на образованието, културата и да кажеме културната соработка. Уште еднаш МК 2000 како асоциација на менеджмент консултанти 26 години тука постои и може да им помогне на институциите да го пребродиме тој јас и што поскоро да ги почнеме поглавијата за преговори со Европска унија, да бидеме спремни кога веќе ќе дојдеме таму. Ги споменавте и претходно финансиските предизвици, инфлацијата, дигиталната трансформација, воените конфликти на кои што сме сведоци, сето тоа влијае на генералната слика во целиот свет, па и во нашава држава. Меѓутоа, какви се вашите очекувања? Дали во наредните години ќе гледаме повеќе европски проекти во Македонија? Не само европски проекти, очекувам инвестиции од други побогати држави и приватни инвестиции. И наша одговорност како лојални граѓани на оваа држава да пробаме да ги вратиме они наши граѓани кои што се надвор од земјата, во диаспората. Среќен сум што Министерството за надворешни работи и надворешна трговија донесе стратегија за соработка со нашата диаспора, која што може да стане бизнис диаспора. Еден ден полека и полека да ги враќаме тие наши паметни луѓе кои што успеале во странство, во понеповолни услови и да им овозможиме формирање на заеднички деловни партнерства. Еве уште еден начин како можеме покрај средствата од Европска унија за која што одговараат обврзниците на Европска унија да ги примамиме, да ги вратиме назад и нашите луѓе кои што се од диаспората, кои што можеби ја гледат вашата емисија редовно, верувам, да дојдат, да слушнат, да работат со нас како консултанти, да ги подготвиме бизнис плановите, да пристапиме до развојни фондови и на тој начин да придонесеме за развој на нашата татковина. И сега некако ми испровоциравте да ви поставам прашање, добро, што нам ни недостасува да бидеме поуспешни нели во рамки на реализација на проекти кои што нели можеме да ги реализираме со финанси од Европската унија. Да ги вратиме и нашите кои што живеат во странство овде да инвестираат. Што ни недостасува? Каде потфрламе за да можеме да го фатиме тој чекор со Европската унија? Знаење имаме,
Добро. Имаме квалитетни консултанти, консултантки. Денешно време и далечината физичка не е толку проблем, може да се работи онлайн, дигитално. Она што ни фали е поголема доверба од страна на јавниот сектор, како што веќе работат на меритокритет, така може истото да го применат преку соработка со сертифицирани менеджмент консултантки. А од друга страна и приватниот сектор многу често се прашува дали да направам инвестицијата, дали да почекам подобри времиња, дали да аплицирам за бизнис план и средства од страна на банка. Несомнено и банкарскиот сектор е тука битен. Едноставно ние сме еден дел од тој механизам каде што може да помогнеме на реализација на овие планови, но барам поголема отвореност, доверба и една желба за меѓусебен успех. Тоа ние го нудиме, уште еднаш пружаме отворена рака кон сите институции од јавниот, приватниот и од граѓанскиот сектор да ни се придружат на дебатата во четврток на 4 јуни по повод меѓународниот ден на консултантите и веќе следната година кога ќе го обележиме тој наслов да кажеме јавно дека се зголемила соработка со сите три сектори. Бидејќи во нашата емисија третираме теми кои што во фокусот име локалниот економски развој и нели постојано говориме дека сите треба како држава, институции, сите засегнати страни да работат во насока на правилен, рамномерен развој на целата територија на државата. Токму во таа насока сакам и да ве прашам, споменавте повеќе општини кои што се навистина успешни во реализација на проекти и искористување нели на средства од Европската Унија, но што треба повеќе да се направи за да и сите други општини подеднакво бидат заинтересирани за реализација на ваквите проекти? Мислам дека сме на добар пат. За прв пат Македонија има една 20 годишна стратегија која што оваа влада ја операционализираше 2024-2044 и стратегијата за рамноправен регионален развој под Министерство за локална самоуправа е исто така еден добар стратешки документ кој што може да помогне на општините, на помалите места во рамките на 8 плански региони да се развиваат. Мислам дека треба да се зголеми опфатот на данокот кој што го собираат централните институции повеќе да се алоцираат во општините. Тоа е едно мое мислење, дека за да се промени законот за локална самоуправа како што се промени, мислам дека требаше да се обрне внимание и на финансирањето на единиците на локалната самоуправа. Ако го направиме тоа во нареден период, општините ќе бидат помокни да финансираат проекти и на граѓаните, и на организациите, и на бизнисите, и на тој начин повторно да ги примамат граѓаните во своите општини, бидејќи знаете дека 70% од главната економска активност се одвива во Скопје како главен град. Значи, време е да размислиме на измена на тој систем на финансирање на единиците на локалната самоуправа. Втора работа да бидат отворени кај граѓаните од диаспората кои што доаѓаат, да дадат отворени врати. Тука голема улога има и Министерството за надворешни работи, надворешна трговија. И трето, секој од нас да засука ракави како граѓанин, да помогне да не фрла ѓубре било каде, да внимава на заштита на животната средина и со оглед на климатските промени. Голема опасност представува ова и за нашите земјоделци и нашите земјоделски култури. Едноставно, секој од нас треба да ги засука ракавите, а ние како МК2000 и консултанти ќе бидеме заедно со овие чинители на браникот да помогнеме и да кажеме каде треба да одат процесите. И само накратко, како оди процесот? Дали еве конкретно за општините имаат своји идеи во искористување на можностите кои што ги имаат како локална самоуправа или понекогаш бараат и од вас предлог, идеја за да можат можностите за иновации да се стават во рамките на одреден проект? Одлично прашање. Тоа е заемен процес. Јас им честитам на тие општини кои што објавуваат повици за стратегии за локален економски развој. Так. Токму општина Охрид го направи тоа, ќе ја поздравам општина Охрид. Многу сакам вака кога ми кажувате примери од работата. Ние постојано ги потекнуваме институциите на локално ниво да не ги забораваат стратегиите кои што се законски обврзувачки, како стратегија, еколошки план, локален еколошки план. Тоа е обврзувачка стратегија. Меѓутоа не е обврзувачка стратегија за локален економски развој, а доста општини во земјата тоа го направија. Сега бидејќи го објави општина Охрид, тој план која што е прва општина што донесе стратегија и план за урбано зеленило, замислете. Так. И навистина честитки до општина Охрид и до предводниците на истата, затоа што знае што им треба.
Меѓутоа, и за оние општини кои што ги немаат овие стратешки планови, ние како консултанти вообичаено ги информираме за повиците за меѓугранична соработка и за општини и други повици кои што постојат на ниво на Брисел и се достапни за нас да аплицираат. И најчесто секогаш имаме отворена врата. Морам да кажам дека општините се отворени за соработка и по сила на приликите, бидејќи средствата кои што ги собират, не сите општини собират доволно средства за да можат пред се да ги завршат основните работи, инфраструктурни, комунални, урбанизирање, асфалтирање на улици, комунали. За жал, и во 21 век, во 2026 година, тоа е горлива потреба на речиси секоја општина во нашата земја. Дадовте дел од одговорите како можеме да ги решиме проблемите и предизвиците со кои што се соочуваме за да може да го реализираме сето тоа за што говориме денес, каде има што е можно повеќе проекти, повеќе финансии за реализирање на тие проекти, секако искористување на средства од Европската Унија, која што е одлична можност за развој на целата наша држава. За крај, која е вашата порака во насока на афирмирање на вредноста на менеджмент консалтингот до сите засегнати кога станува збор за искористување на ЕУ фондовите или финансиите? Менеджмент консултантите се присутни во Македонија веќе повеќе од 30 години. Прва порака до консултантите кои што се таму, не се мрежиме на нашата организација, дојдете, видете кои сме, имаме убави можности за мрежување, застапување и лобирање. Втора порака до институциите од јавниот сектор, планот за раст на Западен Балкан, слушаме дека е помалку искористен, може многу да ви помогнеме, зашто тоа е во интерес на нас, на нашите деца да останат тука, да ги направиме реформите, да се приближиме и да станеме дел од европското семејство. Тоа е наша обврска. И трето, до представниците од приватниот сектор, исто така, од коморите, од организациите на работодавци. Тука сме може да ви помогнеме во овие критични времиња, кога постојано имаме инфлаторен притисок, да најдеме други начини, други сегменти, географски, секторски, за да може да бидете одржани, за да може да растете и притоа да ги задржите вработените со оглед на големата емиграција во која што е нашата држава. Значи, на крај, тука сме, ќе работиме заедно за доброто на нашата земја и повелете на нашиот настан во четврток. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам.